И добродојавте во нашата втора епизода од емисијата Неславните, а денеска покрај мене имам човек кој што има предонесено многу за оваа држава, а го нема доволно по медиумите. До мене е Бојан Тренчевски. Ние сега ќе направиме нешто ново и автентично, а воедно и да поканиме луѓе кои што ги немајте доволно по медиумите, па веднаш се сетивме на вас како некој што има направено да направи виртуелниот свет да стане реалност, односно, еве овде може од старт да видите опрема која што имаме околу нас. До мене го имам човекот што има придонесено во време кога сите плукаат по државата и кажуваат како е нефункционална, да направи нешто свое и да успее да направи проект кој што ќе придонесе кај сите најмногу кај младите генерации кои што постојано се со телефонот во рака. Значи Бојан, тебе те знаат најмногу по идејата за Macedonian from Above. Како е дојдено до таа идеја, како ви се роди вашата идеја, како течеше тој процес и како се нафативте на еден вака сериозен и доста, можам да кажам, обемен проект? Да, проектот се вика Македонија од ланка, 360 визуелен водич низ Македонија, во кој се обидувам преку виртуелната технологија и 360 панорами кои се поврзани меѓу себе, значи на клик, интерактивно да се движиш низ просторот и да истражуваш што се има интересно низ Македонија. Проектот го започнав, па може да се каже уште 2017-16 кога со дронот, кој го имам првиот дрон од 2014, вториот од 2015, почнав да ги правам тие панорами, 360 панорами од воздух прво. И секаде кај што одев, шетав низ Македонија, правев такви панорами низ градови, низ села, низ планини, езера. Само едно кратко прашање, дали имавте видено идеја дека некој ја прави во странство или ви дојде автентично, чисто ваша идеја, нешто да направите ново интересно? А и Бога ми, мора да признам дека 2014 вие веројатно сте еден од првите во Македонија што летал дрон, бидејќи многумина, па вклучувајќи и мене, не сме ни знаеле дека постои таква технологија пред 12 на години. Добро, да, па интернетот функционира, значи истражуваш, се интересираш, мојот интерес беше во технологијата, во камерите, во фотоапаратите и така натака и во дроновите. Јас уште како дете сум обожавал да возам колички на далечинско и така натака. Потоа се појави тие мали едни хеликоптерчиња кои може да се купат во Веро Джамбо, во Грција, па потоа и во Скопје, каде што обожавав да си играм со нив така помалце. И кога се појави ова малце сериозна, посериозна опрема на DJI, нели, најголемата и најславната фабрика за дронови во светот, тоа е Фантомот двојка. Тоа е веќе едно сериозно средство за кое може да се сними филм, што се вика. Па да, така. Првите, сериозни, посериозни моменти беше уште тогаш. Full HD опрема, сликата беше резолуцијата, гимбал на самиот дрон кој овозможуваше стабилна слика. И веќе 2014 и направив и некои убави кадри од Македонија, дури од првенство во кајак на матка, каде што во клисурата се обидував да го контролирам дронот и така натака. И многу од тие видеа потоа и некои телевизии ги превзема и ги пуштаа како музички интермеца, како меѓу две емисии и така натака. Сето тоа придонесе да, како што почнав преска да кажувам, тоа е еден голем материјал што го собирав низ годините, а потоа се појавија тие камери 360 за од земја. Првата беше најмалата Samsung, извади една мало камерче, која беше во многу слаба резолуција, но со тоа се пробува, се почнува. Да, така почнувате. Како поминува времето, имате помодерна технологија. И 2018 веќе викам што да правам со сите тие материјали, или требаше да ги избришам, или требаше да ги употребам на некој начин. И бидејќи кога шетав низ Македонија, секогаш ми беше проблемот да најдам доволни информации на едно место, за да може да се запознам, да се информирам што има на таа локација. И секогаш требаше да пребаруваш низ многу сајтови, за да најдеш некоја информација. И сега решив јас сите тие што ги имам на снимки,
да ги употребам да направам еден таков водич за Македонија, во кој се обидувам на едно место, Да. значи да дадам визуелен Значи што содржи вашиот цел дигитализиран проект? визуализација на локации од Добро. воздух, од земја, затоа се вика и Македонија дланка, што прво се покажуваат локациите од воздух, да се види целата околина, целата природа, можеби и така натака. Буквално јас себе баш вчера прв пат ја видов вашата како кажам веб страница. До сега искрено не знае дека постои и баш мислам добива човек чувство дека е таму, како што се движи од воздух. Буквално може да го види секој еден детал што мислам дека никој друг до сега го нема на толку автентичен начин направено и бидејќи тоа се гледа дека една макотрпна работа, еден голем процес. И ете, мислам дека тоа ни беше по една од главните причини зашто викаме малку да ја популаризираме оваа идеја. И еве сега од старт, што мене ми е интересно, можам да претпоставам колку е тоа интересно на некое дете кое што почнува со учење и слично. Еве па во таа насока би сакал да ве прашам дали вашиот материјал што го имате собрано, ќе се вратиме после да ги кажете деталите, стигнал и до образовните институции и дали тие па го поддржале истото? Вака се, значи, проектов за време на короната, уште 2020-2021, ја го предложив на Министерството за образование и Бирото за развој на образованието и тие го одобрија, го проценија дека е доволно добар да се употребува во образовниот процес и учениците да можат да учат географија и историја од него. Еве, например, учат за Кочо Рацин и можат виртуелно да влезат во куќата на Кочо Рацин во Велес, родната куќа, и да разгледаат како да се таму. Значи, не мора да патуваат, не мора да... Многу семејства немаат и средства доволно за да се обезбеди дури и да патување. патувале, убаво е се подсетат, нели? И исто така и на Блаже Коневски родната куќа и на другите спомен куќи, музеите, археолошките локалитети низ Македонија. Дури и по географија претпоставувам Географија може да се водопади. видат планини, езера, Планини. искачување на врвови, клисори многу да се видат и така натака. Националните паркови делумно се видат како изгледаат. Значи поентата на целиот овој проект е визуализација, значи на нешто да секој македонски државјанин или странец прво визуелно да го запознае просторот и кога ќе дојде да му даде Да има целосна ориентација во просторот. Да му даде поттик да го посети, прво да знае што има на таа локација, да дојде да го посети, да го привлече и кога ќе дојде да не се чувствува изгубено, да не знае на која страна да се сврти и што да прави низ локацијата. Значи сите овие што ги имаме проекции, видеа за Македонија, фотографии, тие се еднострани, значи покажуваат само дел од локацијата и вие викате, аха, добро, овде има интересно нешто, ама кога ќе дојдете, вие не можете да знаете во просторот, затоа што не знаете што има околу и како да дојдете до тој простор, можеби. И затоа е ова поентава на вебсајтов да вие веќе визуализацијата ја имате, знаете каде се наоѓате, како да веќе сте биле, сте го сонувале можеби. Така и да видите со своји очи од поста. Да, јас го знам овој простор и слободно се движам без страф. Буквално убаво кажавте вие, вашата, значи, веб страница дава еден поттик за сите кои што би сакале да видат тоа, да добијат, баш ја гледам како целосна ориентација во просторот и место и да дознаат повеќе за знаменитостите. Има премногу материјал, како што ми кажавте, нели, пред емисијата. Значи, ви беше потребно некои 4-5 години да го соберете цел материјал, претпоставувам? Па не, како што почнав да раскажувам, значи 2018 почнав да го формирам тој вебсайт, кој прво беше само на англиски јазик, а 2020 за време на короната целосно го правив редизајн со некои нови софтвери, каде што сега можам да ставам, сега е моментално македонски, англиски, за некои делови албански, иначе понатака можам да го развивам во сите било кои јазици. Супер. И од 2019 официјално е објавен како постоечки овој вебсайт macedoniafromabove.mk. Така беше почетната идеја, сега имам и повеќе домени, Macedonија 360 и така натака. Супер, можете да пребарате и ќе најдете секако. Значи сега едно резиме, дали доволно го има по образовните институции или смета дека може многу повеќе? Па веќе, еве, кога излегувам по сајмите да го промовирам, сајмот на книгата можеби, доаѓаат доста наставници кои
Веќе го користат. веќе го користат и се фалат дека има интерес кај децата. Исто така има направено и тестови, 2 теста моментално, спомниците во Скопје и географија на Македонија. Да, и децата е многу интересно можат да се тестираат и цели оделенија застануваат пред штандот, например, и ова е тој град, ова е место, ова е оне, и се напреваруваат меѓу себе дали ќе погодат кој е тоа место, например. Се создава некоја забавна работа преку едукативна содржина. Едукативно е затоа што давам и тој што не знае, им давам како помош асоциации некакви. Супер, се уверив самиот во према тоа може да научат, например, каде се наоѓа локацијава, градов, селото, има езера, има клисори и така натака. Оние кои што немаат отворено може да ја отворат допрва. Добро, сега овде пред нас гледаме доста опрема. Ајде, може ли вака накратко што е ова и како ви има помогнато, за каде го имате користено и слично? Да видат луѓето повизуелно малку што и како имате направено и со која опрема го имате направено цело ова, да речам, како проект, истражување, не знам се како да го наречам, бидејќи стварно нешто обемно и нешто што не би знал што да го споредам. Моментално има повеќе од 10.000 панорами. Доста сериозно. Така да и секој ден се зголемува. Значи имам собствен веб сервер и целата цел тој материјал, панорами, видеа, фотографии и така натака може да се најдат на овој веб портал, веб сайт. Иначе од допрема се знае дека нешто кога се снима од воздух мора да се користат дроновите. Интересно е дека таму треба да се направат фотографии на сите страни, бидејќи не снима дронот веднаш 360 панорама, него треба да се фотографира. Сега има и автоматски да се направи 360, ама таа не е доволно квалитетна. Иначе правам фотографии, значи негде околу 40 на фотографии се прават на сите страни, кои потоа со специјален софтвер се прво се обработуваат, нели, Photoshop и така натака, потоа се комбинираат во една 360 панорама, на која треба дронот не снима нагоре. Од 40 слики кои ги правите, се прави една целосна панорама преку ваш софтвер што си го имате направено. Софтверот се купува, значи што го имате купено, во светов го има тој софтвер. Така, не се изрази баш добро. Да. Преку софтвер отпосле од 40 слики се создава 360 степени да може да се види целосно како тича перспектива. 360 панорама на која, бидејќи дронот не снима вертикално нагоре, мора да се зацртува небото. И потоа повеќе такви панорами со друг специјален софтвер се спојуваат во виртуелна прошетка. Иначе втората камера тука е, таа е 360 камера која снима од земја. Така. Моментално ова е со многу висока резолуција, 135 мегапиксели, има 24 камери на ова топчева што е од згора. 24 камери. 24 камери кои софтверот на фабричкиот софтвер ги спојува веднаш во една панорама и која може понатака да се обработува, и во овој специјален софтвер се спојуваат сите тие 360 панорами. Се додаваат текстуални информации на македонски, англиски и на други повеќе јазици. И сето тоа после тоа се публикува или се поставува на сајтот. Од старта има многу работа. Мора само една работа да приметам, значи ова се опрема која што навистина кошта многу. Мене ме интересира дали ова што го имате почнато да правите како проект е целосно со ваше самофинансирање. Или сте имали некаква поддршка, помош? Прво вака, од државата се уште немам, како државни институции, како министерства и така натака, немам поддршка никаква. Министерството за образование го одобри да се користи, меѓутоа немам финансиска поддршка. Одобрено не е значи исто што и финансиски поддржано, значи тоа да разграничиме. Значи, да. Одобрено е дека јас треба да им го понудам на наставниците и тие да може да го користат во образовниот процес како дигитално помагало. Бидејќи тие имаат овие што се смарт табли, нели, кои се поврзани на интернет. Ги има секаде смарт таблите? Па го има веќе повеќето во. Не знам, кога учев знам дека ги немаше, ама сега полека знам дека се имплементираат. Во секоја училница, во секое училиште, за да нели видам се до тоа, меѓутоа еве веќе и во некои новите
што се учебници за географија и за историја веќе ме ставаат како референтна, демек, нели може да го последите овој линк за да го видите овој археолошки локалитет и така натака. Полека се развива работата. Со некои општини веќе имам некакви договори за презентација на тоа што има низ општината. Едноставно мапирање на сите интересни локации кои општините ги ставаат на својот вебсайт за да нели привлечат што повеќе и да туристи и да покажат што се има во таа општина. Така да добро, се работи со некои приватни фирми? Приватни фирми како хотели, како кампови, како супер, ова си имате, мислам, и взаемна промоција, да. Тоа е нешто што е. Иначе ова што е за Македонија е во главном јас сам го финансирам. Шетам низ Македонија и снимам се каде што. Значи вие дека паралелно нели работите и друго, ова ви е буквално можеме да кажем како нешто плюс што го правите во секој слободен момент, можам да кажам. Па да, јас работам повеќе работи од дизајн. Баш го прочитав вашето CV пред да почне емисијата, навистина е богато, мора да кажам, дека во повеќе области работите и тоа ме изненади. Мене ми е поинтересно да работам во повеќе области, него ли само во една да се концентрирам. Програмирање, печатење, снимање? Да, од програмирање сум почнал со програмирање од првите компјутери кои се појавија, Commodore и Spectrum пред многу години. О, супер, тоа ќе предпоставам сум роден. Само се надградувам во таа насока, работев во печатница 10 години како главен за дизајн и подготовка. Потоа издавачка куќа водев и од 2004 имам своја фирма една, па сега ова како агенција за туризам. Најмногу од сега, значи сега еве овде се ве препознават по тоа што ги збирате овие видеа и го направивте целиот овој проект. Мора да кажам дека што се збираат видеата ме потсети на едни стихови, па еве да тука малку да го вметнеме тоа што се разликуваме од други емисии. Вашето збирање на видеа ме потсети на стиховите сега прибери ги коските, мисирковите, цепенковите, Ѓорче Петровите и што завршува со нели, ој македонија колку требате до македончиме. Дали случајно знаете, еве да ме прашам по тоа се разликува нашиот концепт? Па добро се, ме изненадивте со ова прашање, мислам, ама знаете, нешто ми личи као нешто Гане Тодоровски или не знам кој имаше така нешто имаше слично. Бидејќи погодивте се малку ќе се разликуваме. Овде имаме мусака, потоа се разликуваме. Овде мислам дека е добра да која оставам. И имаме домакините. Домакинот овде е направил. Овде сме моментално во Кркалево Трво, имаме поглед кон Скопје. Добре. Да, тука сме блиску до селото Раштак. Да. Така да еве ќе искористиме и денес оваа прилика да го кога сум веќе тука во близина да го снимам и да, слободно може да се послушите ако сакате. Да направиме една панорама од селото Раштак и на амбиентов овде и да биде поставено на сајтов, така да за неколку дена ќе може да го видите целиот овој амбиент овде. Па супер, ќе биде тоа споделено на нашите канали што ги имаме. И ете, ќе се добие една 360 степени представа на целото ова место. Еве уште малце ќе се крене и маглата и облаците, еве сонцето е убаво. Супер, ова дури и се види колку е загадено доле Скопје и да, то може ќе потикнеме некој да живее и по руралните средини, тоа станува тренд во Западна Европа. Да, тоа е најубаво. А полека мислам дека и кај нас ќе стане. Па би требало, ова е прекрасен амбиент овде и природа. Па еве веќе кога го спомнавме место во Раштак, би сакал да ве прашам, сте снимале многу места низ Македонија. Можете ни одвоите, например, 3 најдобри места, еве вака што имаат оставено впечаток од кога сте снимале? Како да ви кажам, значи тоа е малце субјективна работа, тоа дефинитивно не викам не. Затоа што како викаат кога правиш некое дело, не можеш да одвоиш нешто што е, да речеме, да ги како што викаат, децата, не можеш да одвоиш кој повеќе дете го сака, така. Точно. Сепак низ Македонија имаме многу непознати места кои најчесто се промовираат Скопје, Охрид, некојаш Битола, Стобија, Хераклеа. Меѓутоа низ Македонија имаме многу археолошки локалитети.
Ако мора да одберете кои би биле? И да речем има многу интересно со летово го снимав, е стварно фасцинантно е Конјух се вика тоа. Тоа е меѓу знам. Куманово и Крива Паланка према Кратово, значи во една ваков амбиент некаков си кој никој не знае дека можеби постои. И многу интересно, тоа бил антички град и дури брдо има, до брдото има една рамнина и реката е тука, поминува Крива река. Супер. И доле има веќе отворени стари наоѓалишта, значи археолошки локалитети. А интересно е дека во самото брдо, кое е целото од карпи, има направено простори, значи издлабено рачно, простори, соби со прозорци, со долапи за оставање на некакви материјали и со скали има издлабено во целото тоа брдо. И е фасцинантно за мене, значи тоа се А кој например село се наоѓа во близина таму? па Конјух е тоа е селото, во да, самото ама селото е може има би 5 до жители 10 таму километри. активно што живеат? Да, има малецко село, е многу малецко село. И сега се Супер. стигнува и дури слабо е означено од патот, магистралниот пат кој се оди од Куманово према Крива Паланка. Скоро не е ни означено дека постои тој археолошки локалитет таму. Google Maps може да ве наведе да одите по еден пат кој всушност не е пат, него тоа е земен тракторски пат меѓу ниви и така натака. А сосема друг има еден пат кој повеќе се кружи асфалтен пат, кој е тесен, мал и така натака, ама некако се стигнува асфалтно со кола. За оние кои што не може да отидат од старт, може да видат повеќе на вашата на сајтот на вашиот сајт, така? Добро, ете, археолошки локалитет. значи macedonia.bav.mk е сајтот и таму можат во кој дел се Да, наоѓа имате тоа? од левата страна има мени. Да, има да се одбере. И се одбираат по теми. Добро, значи, ова. дали сакаме населени места, градови, села, ски центри. Второто е природа, планини, езера, клисури, езера. Таму например така реки. може да го најдат. Потоа има и ова. историја, кај што се музеи, археолошките локалитети, сите мемориалните куќи на познатите личности што постојат. Исто така и сите Освен ова споменици. место уште нешто друго да извоите, можете што ви се допаднало низ Македонија? Па како природа, например, фасцинантно и интересно е, има меѓу Штип, од Штип, вака како би гледале, на картата е горе, да речеме, према Баргала, во близина. Добро, Таму има сум чул, да. река која се вика Камник има. Камник се вика како клисурче е мало, меѓутоа е долго и е тесно и некогаш или во пролет тече голема вода, веројатно во порано течела и преку цела година многу вода. И е издлабено како клисура со високи стрмни ивици, а доле само можеби 1 метро, негде и пола метро е каде што поминувала водата. И сега вие кога одите, практично се протињате низ таа клисура. Доста. Да, и тоа е интересно, можете тоа да видите на YouTube, имам цело едно видео направено за тој. YouTube каналот исто ви се вика како Да, YouTube страница? каналот е исто Macedonija 360, Macedonija. Ето, доста Macedonija from вака above. интересно Каде звучи. што може да најдете цело едно видео документарно како се стигнува до таму. Значи малце исто е нели недостапно, се оди доста пешки се оди, значи и се стигнува до тоа речно корито кое е суво во лето. Значи збориме во август, сега на пролет сигурно има вода таму. Да, Вика дека доста тече вода. претпоставам. Не, добро, мислам дека вака со Да. оваа кратка емисија може да потикнеме некој да Па јас таму Го посети тоа одев место. сам бев отиден и негде околу 4 сати пешачев. застигнете И- само до таму. Низ кањон, значи додека стигнав и додека одев низ негде околу 2 до 3 часа одев низ кањонот и веќе ме стамнуваше и реков да се вратам назад, не стигнав до крајот, да речеме. Така, Немаше значи, друг жив човек, значи сам бев јас таму низ па верувам дека клисурата после се- вашите објави и после оваа емисија ќе има уште повеќе Па се некој што надевам, ќе го посети. имаме многу такви Да. локации низ Македонија кои
Затоа Да, добро е Да. за мене, здорово ми се се допаѓа. зависи од Ова што какво го е. имате направено вие, има нели мапи со гребење, слично, некои вака поединци што ќе направат за државата, мислам, тоа е реалното нешто што стварно сметам дека треба да се промовира и да го има во етерот. Па да, Да, и многу е Токму и затоа почнавме ние нешто вакво само иницијативно. Ете, така. И мислам полека еве се ближиме кон крајот на оваа емисија, би сакал Само што почнавме да разговараме. да, па добро има многу муабет, ама па не Да. исклучуваме можноста за и друг пат да се видиме ако седнеме. А рековме дека се разликуваме од останатите емисии што поставуваме прашања, па да ме прашаме чисто гледате македонски филмови, имате вака нешто гледано последно? Па сум Сега гледал, со вашава работа знам дека немате многу време, па да, ама македонски филмови. Сум гледал доста. да. Да. Треба да се прават пред повеќе, дождот значи. и натака, значи некои филмови Да. кои понекогаш прикажуваат некоја историја, можеби која и не е баш како што треба, ама тоа е тоа. Да, мислам дека многу нашиве филмови некако само жалење, Лошите плачење. работи некако Да, ги некако- прикажуваат, добрите не. Да, треба малку еве за овие што допрва ќе излезат. Јас се обидов да конкурирам во филмскиот фонд пред неколку години со такво едно видео природа, значи да се прикаже Македонија, меѓутоа бев одбиен и добро, тоа е тоа, значи ќе работиме и без таа поддршка ќе се направи нешто. Па таму се гледа вистинскиот патриотизам на кој му е дојден од вистински да промовира нешто на кој му е само да финансираат. Па се обидувам, да. Се обидувам да направам нешто и тоа да остане и да ете странците многу ми замераат, например, зашто тоа не го наплаќаш, да речеме, зашто пристапот е бесплатен. Значи, Веројатно до да светова- правите во Скандинавија ќе се опаравте што се вика. Па Премногу средства да, да заработевте. меѓутоа јас сакам да прикажам што Македонија има да покаже што има во историјата, што е во културата, за да привлечеме што повеќе странци да доаѓаат, да не биде како дека сме непознати. И затоа мојата филозофија е дека не треба да се наплаќа сето ова. Можеби добро, државата можеби треба да го финансира сето ова, меѓутоа тоа е нивни избор. Така. Оставам јас да самите гледачи, самите лица што ќе пристапат на сајдот се запознаат со Македонија бесплатно. Значи да не земаме пари за тоа. Кога ќе бидеме можеби многу познати за некои многу години и кога ќе доаѓаат на сајтот по милиони луѓе дневно, тогаш ќе може да се нешто и наплаќа, ама сега за сега мислам дека сето тоа треба да биде бесплатно и да го запознаеме светот што има. И мислам дека најпрво треба самите ние малку повеќе да почнеме да ја користиме вашата апликација и оние што се трудат као вас да ви помогнеме, од после мислам дека тоа самото по себе ќе си дојде. Па добро, да, да. има таму на сајтот дури има и донирајте, Да, еве тоа е еден апел, ако сега некој да кој донира, сака може да донира, слободно. може кафе да ме части 100 денари и така Може и натака. мусака и кисело млеко, ако пого... Ама ако сега имаме уште рушек, две да. прашања што треба за крај. Значи врзано до ова, се бавите со филм, претпоставувам дека ги знаете. Еве вака, дали знаете кои се првите филмски сниматели на Балканот? Воедно се со потекло и од мислам од Македонија. За Македонија. Па се добро се знае тоа, браќата Манаки се најпознатите Точен кои одговор. започнале со Милтон и дејност. Јанаки, да. Да, тоа е, ако не се лажам, тоа е 1905, ама ја не сум сигурен. па Не можам да со подорам, годините ама нема од прилика да дека нешто навлегуваме беше, во да. годините. Да, и за самиот крај имаме едно прашање што е врзано со позната култна македонска серија Волшебното самарче, па дали знаете кои ги толкува главните улоги во ова серија се врзува со познати глумци? Да, имаме Па добро, изводок. најпознат е тука имаме Игор изводок што Џамбазов може да видите. за Ајде трајче, токму како порачено. Значи вие сте партизани, а? А што мислиш? Сега знаеш што сме. Туку помогни да ги растовариме дрбата, а да го товариме ова другото. Игор Џамбазов, нема Така. кој друг тука. Да, тогаш колку да има Па, Џамбаз? тој бил малецок сега. Сигурно Да. десетина години, не знам колку Тоа има е- сега. да. Не можам.
И би сакале од овде еве да упатиме уште еден, пошто све не е така со апели давање емисијава, да останат од апел, ќе може немаме ете многу филмови и серии, меѓутоа тоа што е направено, мислам дека тоа треба да се следи да се поддржи таа работа што некој ја направил. Како и да е, Бојан, ви благодариме што бевте дел од еве нашата втора епизода. Уште сме на почетоците. Ни беше чест што ви имавме како дел од неславните и слободно може да пробате од специјалитетите кои ги имаме овде во Гркалево Трво. И за самиот крај имаме еден скромен подарок за вас, а тоа е една книга од која од Матица. Благодарам. Да, ова е за вас. Ке може да видите повеќе што и како е од македонски автор е книгата. Ви благодариме што дојавте. Благодарам и на вас. Да. Фала многу. Тоа беше тоа. Се гледаме во следна епизода.